Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата телма Амбуланта. Кожата ја напаѓаат различни видови на вируси, но најголемите грижи се поврзани со вирусните брадавици или пак со раничките кои што ги предизвикува херпес вирусот. Исто така лицата кои што прележале ковид се соочени со вирусни исипи и со паѓање на косата. На што се должи тоа? За вирусните промени на кожата, кои што многу често се упорни и непријатни, зборуваме со професор доктор Андре Петров, специјалист по дерматовенерологија во Аџибадем Систина. Професоре, добре ни дојдовте во телма Амбуланта. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Ќе започнеме со она што е најактуелно. Оние кои што прележале ковид во пост-ковид периодот се соочени со разни промени на кожата, исипи, но уште почесто со косопат. Поврзано ли е тоа директно со вирусот или пак со некои промени кои што се случуваат во организмот? Има ли науката одговор? Да, тоа е нешто за што во последно време многу се зборува, особено од аспект на тој пост-ковид период, бидејќи голем дел од популацијата поминува низ оваа вирусна инфекција. И се публикуваат доста трудови. Ние со нашиот тим изработивме еден, има и други автори кои имаат пишувано, да кажем, во меѓународни часописи, и тоа е нешто што се забележува дека кај огромен процент од пациентите кои поминале потешка клиничка слика на ковид. Губењето на косата е еден од главните симптоми, едно дифузно опаѓање на косата, кое се должи на тој силен токсичен ефект од вирусот. Како што вирусот ги растура другите органи во организмот, така тој делува и на фоликулот на влакното, на тој герминативен слој, каде што доведува до брзо опаѓање на косата. За среќа тоа е реверзибилно. Значи транзиторно минливо? Тоа е транзиторно, нормално дека што е проблемот? Проблемот е што косата споро расте и сега тоа е некој период, процес од година на дена, тој може да се забрза со употреба на одредени техники. Ние користиме кај нас во Аџибадем Систина плазма, други методи на стимулација за да го поттикнеме тој раст на косата, и тоа мислам дека на задоволство на пациентите што го скратува тој рок природен на повторен раст на косата, инаку тоа е голем проблем кај пациентите, еден од најголемите, кој е показател дека тек ќе откриваме ние ефекти на вирусот, на коронавирусот, како што луѓето зборуваат сега, колегите невролози за одредени невролошки симптоми, како што други зборуваат за одредени кардиолошки симптоми, така ние дерматолозите воочуваме голем број на дерматолошки симптоми, на симптоми од страна на кожата, меѓутоа и од кожните аднекси, на косата, на ноктите, на слузниците и така натаму. Дали опаѓањето би можело да се ублажи со употреба на специјални шампони, некакви ампули или оние влакна што имат изумрена фоликула ќе си паднат? Без разлика на сите третмани. Покрај овие методи кои ги работиме во вид на апликација, најчесто се смета, и тоа е во литературата, и за тоа постојат доста податоци, дека вбризгувањето на плазма, значи на сопствената плазма. Значи земате крв? Земаме крв, таа крв се центрифугира, се обработува, се добива плазма, и таа плазма веќе која практично е на пациент кој преболел ковид, се вбризгува во скалпот. И тоа предизвикува многу добар ефект на брз повторен раст на косата. Таа PRP, кратенка од плазма богата со тромбоцити, се користела и одамна, ама ефектот што го покажува кај пациенти кои преболеле ковид е дури поголем од ефектот што го покажувала кога сме користеле кај пациенти кои немаат ковид. Заради тоа што таа плазма не само што има е богата со тромбоцити, таа практично го има во себе и оној имунолошки одговор на одбрана на совладан ковид, така да веројатно ефектите за тоа се и посилни. Меѓутоа покрај тоа се користат и препишуваме и одредени шампони кои поттикнуваат раст на коса, нормално конвенционални средства како миноксидилот и така натаму. Кај жени и локални естрогени кои ги даваме заради тоа што го поттикнуваат растот на коса во облик на гелови и на кремови. Но дали би се превентивно ако се даде тоа, не верувам, заради тоа што времето покажа дека некаква силна превенција против ковид, освен носењето на маски и дистанцата, и немаме, за жал. А што е со оние исипи кои што се јавуваат на лицето? Дали треба нешто да се преземе во однос на тие исипи, да се стават некакви креми за да се смират?
И што е со оние кои што има, да речеме, некаков проблем, како што е себорејата, може ли да биде поттикнат од болест? Имаме многу случаи на пациенти кои во пост-ковид периодот покажуваат засилување или екзацербација на постоечката симптоматологија. Луѓето што имале себороичен дерматит, што имале масна кожа, имаат проблеми после тоа да симптомите се влошуваат или некои кои биле во стабилна состојба со некоја розација или некоја себореја, после атакот на вирусот симптомите се влошени и имаме проблем како да тоа го вратиме во нормала, бидејќи и онака организмот е оптеретен со премногу лекови обично што се користени во периодот на совладување на инфекцијата. Вие се на пациент кој користел долготрajна антибиотска терапија не може да му дадете повторно она што обичаено го даваме, миноциклин или некој друг тетрациклински препарат, и гледаме да со локална терапија постепено, со витаминска терапија тоа го надминуваме. Меѓутоа тоа е едниот екстрем. Другиот екстрем е кај пациенти со многу сува кожа. Во постковид период кожата станува уште посува и тоа е нешто што се забележува многу, бидејќи 1/4 од луѓето имаат сува кожа. Вирусот и е докажано дека кај атопијата е тригер на, значи е поттикнувач на продлабочување на симптомите. Овој вирус секако тоа го прави веројатно уште повеќе отколку другите вируси, меѓутоа има и многу други симптоми. Да речеме, сме имале пациенти со крварења по кожата, со пурпури, со васкулити, со работи кои никогаш ги немале, и тоа е едно море на нови работи кои овој вирус, кој за сите нас е нов, ги предизвикува. Што вели вашето искуство, колку време е обично потребно за овие последици да се смират, да се стават под контрола? Се санираат со добра, мислам, со одмерена терапија се санираат во некој период кој е, така да кажеме, неколку недели или месец дена може да помине за некој од нив. Се разбира кај опаѓањето на косата, тоа е подолгорочен проблем така. И треба неколку месеци за да обично се смири. Меѓутоа, типично е тоа што тој не настанува веднаш во акутниот шпиц на ковид инфекцијата, туку 2-3 месеци после иницијалните симптоми, и веројатно за да се смири потребни се уште неколку месеци, уште 3 месеци, 3 до 4 месеци терапија. Да ги поканиме гледачите со нивни прашања да се вклучат во денешната емисија. Телефонскиот број почитувани е 3076 677. Професор доктор Андреј Петров, специјалист по дерматовенерологија во Аџи Бадем Систина, ќе даде одговор на сите ваши, но секако и бројните наши прашања. Докторе, да преминеме на вирусните инфекции предизвикани со херпес. Кога ќе споменеме херпес симплекс, обично првата асоциација ни со ние меурчиња или пак ранички што се појавуваат на устата, кои што се болни. Кој тип на херпес вирус е одговорен всушност за нивната појава? Тоа е вирусот на херпес, значи херпес симплекс, тој има два подтип, значи кои често се присутни, значи тип 1 и тип 2. Тип 1 обично предизвикува лабијални херпеси на устата, тип 2 предизвикува генитален херпес. Меѓутоа, денес таа слика е прилично измешана. Тоа конвенционално правило кое владеело некогаш не владее и денес, но во секој случај она што вообичаено ние зборуваме го предизвикува херпес симплекс тип 1 вирусот, кој се јавува со тие обично меурчиња, сензации со пецкање, ранички што се јавуваат на усната или во зоната на лицето околу усната. Може бидат на носот, може бидат на образот, може бидат и на други делови од телото. Се работи за вирус кој е широко распространет, се работи за вирус кај кој примарната инфекција вообичаено е нешто што поминува асимптоматски, нешто што поминува во раното детство, нешто што оди со некаков фарингит кој може да е непрепознаен дека е од херпес вирусно потекло, најчесто е непрепознаен. И потоа се јавува таков тип на промени на одреден поттикнувач, одреден тригер, одредена стимулација. Таа може биде различна. Најчесто тоа е, да речеме, се изложуваат на сонце, па подейство на ултравиолетовите зраци, ултравиолетовите зраци го активираат. Така се тригер всушност за активација на се активира. Овој вирус има една специфика за разлика од другите вируси, он вообичаено кога ќе остават имунитет, тие прават еден вид на отпорност на организмот спрема тој вирус. Овој вирус еднаш кога ќе почне, тој има карактеристика на повторување. Тоа е главната карактеристика, и тој вирус
некаде во нервните завршетоци стои и на одредени влијанија се реактивира. Значи, постојано е присутен во организмот, само мирува. Да, и се реактивира и тоа се работи значи за нешто што различно често се појавува. Кај некои луѓе се појавува почесто, кај некои луѓе се појавува поретко. Некои луѓе имаат драматични клинички слики кои ги нервираат зашто често пати целата уста е зафатена и така натаму. Обично се доведува во врска со имунолошкиот одговор на организмот. И тоа не е само ултравиолетовото зрачење, стресот може да биде активатор, значи претерана физичка активност некогаш. Менструалните гоби можат исто така да бидат причина за активација одредени хормонални дисбаланси. Сето тоа си влие да овој вирус понекогаш се активира повторно. Се активира. Ние гледаме сега пациенти со херпес и овој симплекс и зостер исто така во пост-ковид период, кај луѓе што прележале ковид. Што веројатно би го толкувал вака без некој да кажем се уште рано за да имаме податоци зошто со имуносупресијата која настанува да кажем во организмот како резултат на ова вирусно дејство. Имаме гледач на линија, да му дадеме можност да го постави своето прашање. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Повелете. Гледам на дерматолог имате. Би сакала да го прашам нешто во врска со псоријазата. Не со ковид поврзано, ама ја имам веќе 10 години. На скалпот, позади уши и на чело. Се сум пробала така, ама не помага. Што би советувал докторот? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Пријатно. Добро, колку што сватив на скалпот има промени, псоријаза на скалпот. Тоа е една од типичните локализации. Псоријаза, скалпот е една од типични локализации. Таа покрај лакти колена, кај што најчесто се јавува, скалпот и ноктите се една од типичните локализации кај кои се манифестира и тука треба да се третира симптоматски. Симптоматскиот третман подразбира дека пациентот треба да користи повремено локални гелови стероидни, може да користи одредени други кератинолитици за тие лушпи да се тргнат. Може да се користат одредени шампони кои може да помогнат во таа работа. Обично се тоа шампони кои имаат во себе средства, да речеме како уреа и така натаму, кои овозможуваат лупење на тие суви лушпи што се јавуваат на површината на кожата. Меѓутоа има и други средства. Ако се работи за симптоми кои се многу назначени, може да се користат и други тип и орални препарати. Може да се, не знам, од ретиноиди до метотрексат, до нови биолошки лекови кои за жал се уште кај нас не се достапни во онаа форма во која се во земјите членки на Европска унија, меѓутоа тоа е нешто што исто така може да се користи. Се зависи од интензитетот на симптомите. Има едно правило, тоа што можеш да го решиш со помалку средства, реши го со помалку средства. Тоа што не може да го решиш со само локална терапија, реши го со потреба на дополнителна орална терапија или фототерапија, зависи на кој дел од кожата е. Колку што добив знак за уште еден гледач, така е. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодарам. Да поставам прашање. Секако повелете. Сега ви кажа телевизорот, се уште го слушам. Во ред. Вака. Значи, ве молам, се работи за сопругот. Околу први, втори, без мен малку на излет и после тоа почна, малку и на топло беше душе сопругот, почна главоболки од едната страна, докторе. Јаки главоболки. Од левата страна, само позади главата. После тоа, значи, излезе една-две, како каснете од комарец, ние мислевме дека се комареци, ништо, вика промама ја ме фатило, на 12 примивме вакцината Синофарм, после тоа утреента, значи почна црвенило скроз со меурчиња. Значи, херпес зостер. Херпес зостер, да. Прашањето ми е, докторе, значи пие ацикловир, од денес као синојка почнавме изосиноприн 3 пати по 2, меѓутоа има човекот големи болки. Му потече окото, без меина. Вчера доктор Ума го гледаше, одвајнедов на ацикловир маз за очи. Прашањето ми е, нешто што предлагате за смирување? Ви дадоа она црвената течност за мачкање, после тоа ацикловир маз и после купив, вчера ми рекол од вас некој на дежурен, белкура, она спреот, со сребрени иони.
Така, значи прашањето ви што би можело да ги смири овие тегоби кај вашиот сопруг, ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. И како е редоследот да не сгрешам? Дали со црвеното, па со маца, цикловир, па ова белгуру, белгурата што е? Јасно, јасно. Тоа. Ке ви појасни докторот, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Значи, тоа што го кажува пациентката е класична клиничка слика за херпес зостер. Едната страна на телото, дали е глава, дали е труп, болка, црвенило, па појава на меурчиња, тоа така клинички се манифестира. Значи се работи за вирус кој не е предизвикан од херпес симплекс, предизвикан е од вирусот варичела зостер. И тоа е еден вирус кој кај децата предизвикува сипаници, крупна а сипаница. кај возрастните предизвикува херпес зостер. Треба да се користи ацикловир во високи дози. Значи не некои колеги ќе го напишат 5 пати по 200, 5 пати по една таблета на ден. Тоа е доза за херпес симплекс. За херпес зостер дозата е 5 пати по 800 мг, што значи ако имате од 200 мг таблети треба 5 пати по 4 на ден да пиете. И тие имаат ефект ако се дадат на почетокот. Тоа е виростатик, делува на репликацијата на вирусот. Не вреди ако го дадете после 2 недели од која пациентот веќе има симптоми. Првите 2, 3, 4, 5 дена тогаш е најефикасен и е добро да се даде, бидејќи има студии кои покажуваат, има студии кои спротивно кажуваат, меѓутоа дека може да влијае и на таа болка, на редукцијата на таа болка, таа постхерпетична невралгија која се јавува. Во локална терапија, додека има меурчиња, може да користите тие еозин или хиперманган, што и да имате некој дезинфициенс кој ги суши овие меурчиња. Ако тие ќе се исушат, не треба ништо да правите, не треба да се шљака кожата без врска со да се само премачкува. Може обичен пантенол да се користи, ќе помогне повеќе. Ама тоа е од кога ќе се исушат меурчињата, додека има меури, како што ве сватив сега тоа е така, можете слободно се еозин да ги поминувате, со тоа што после тоа измиете го затоа што ќе остане црвена пребоеност, ќе биде целата таа површина црвена. Што друго може? Може Б комплекс да се користи во поголеми, да кажам, количини. Може да се користат средства за третман на болка. Ако тоа не може да биде, да речеме, некој од овие нестероидни антиинфламатори, ако не помага, може да користите и посилен аналгетик, може да користите и трамадол, и нешто што, да кажам, ќе направи да пациентот се обезболи, да не чувствува болка. Особено во предел на главата херпес зостер е многу болен и особено ако се работи за возрастен човек, тоа може да предизвика посилни симптоми со главоболка, со оток на окото, затварање на окото. Треба да види офталмолог што се случува со окото. Ако претпоставам, рековте дека сте биле, моја сугестија ако отокот изразен да се даде и кортизон. Тоа малку личи парадоксално затоа што кортик обично не оди кај вирусни инфекции, ама херпес зостер е еден исклучок кај што тоа може да се даде, особено кога се работи за офталмичен херпес зостер, за да побрзо го спушти тој оток кој предизвикува проблеми. Професор, ако еднаш се јави херпес зостер кај возрасен, ќе се повторува и во иднина? Обично не. Значи во 95% случаите херпес зостер не се повторува. Тоа е различно толку кај херпес симплекс кој се повторува, ама знае во мал процент на случаи кај повозрастните луѓе да се повторува и тоа се толкува со, да кажам, слабост на имунолошкиот одговор на организмот, таа имуносупресија која возраста си ја носи во некој дел и тоа е нешто што некогаш може да се случи, меѓутоа не е тоа типично, но мој совет е како што се вакцинираме против ковид сега сите, како што се вакцинираме против грип, да речеме, ние здравствените работници, некои што се повозрастни категории, има вакцини против херпес зостер кои може да се користат исто така и на повозрастната популација тоа им го препорачувам. Уште еден гледач очекува, уште двајца гледачи, еве, добив информација, да го вклучиме првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден до Телма амбуланта, до вас и до господинот Андреј Петров, мој личен пријател, врвен доктор. Би сакал само да го поздравам и толку од мене. Благодарам. Така, ви благодарам за вклучувањето. Благодарам многу. Да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се слушаме? Да, во програма сте, повелете. Поздрав за вашата екипа, поздрав за гледачите и се разбира до почитуваниот доктор Петров. Јас би поставил едно
прашање можеби кое што не е толку вообичаено да се поставува и ме интересира следно. Станува збор значи за вируси кои што еднаш влегувајќи во човечкиот организам нели стануваат латентни и ние стануваме постојани носители и практично тоа се опортунистички вируси кои што чекаат одреден момент па да се реактивираат. Причината е одредени тригери, надворешни влијани и така натаму. Затоа доста нели дел од луѓето се свесни. Јас би прашал би поставил едно специфично прашање. Не знам колку современата медицина обрнува внимание на количините на витаминот Д во серумот, имајќи во предвид дека е еден толку силен имуномодулатор, односно прохормон, и би го прашал лекарот дали се отворено се дискутира на таа тема. Знаеме дека луѓето имаат хуморален имунитет кој што во текот на годините го оставаме своевидно да се глупира, тровејќи се со одредени храни, изложени на повеќе агенции, како што старееме, така и имунитетот, оној специфичен имунитет кој што го носиме, го оставаме да се своевидно, да не сватите изразот, можеби не е засходен, го оставаме да се глупира и со текот на времето постануваме имуносупресирани, имунонекомпетентни, така натаму. Би прашал дали доволните количини на Д-витамин во серумот би помогнале во смисла за да не доведат до евентуално реактивирање на тие латентни вируси кои што ги носат. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете, докторе, дали може витаминот Д да помогне да не се активираат овие вируси? Па видете, сега со витамин Д ние имавме и во живо проба, што се вика сега, сите пиевме витамин Д. Има некои што, мислам, најпогоре или повеќе или помалку луѓето го користеа во превенција и од ковид. Мојот впечаток е дека дури се претерува со користењето, нема потреба да се користи во оние дози во кои луѓето го користат без некоја посебна индикација. Значи, вие имате, сега и со пријатели кои разговараме, земам по 4000 единици на ден. Чекај, 4000 е многу на ден да земаш. Па и не секој би требало не секој би требало. Така, тоа е една дебата која постои. Витаминот Д има големо значење во организмот. Тој е важен за одредени физиолошки процеси и на кожата, помеѓу другото. Оно што јас сакам да им го кажам на нашите гледачи дека ние сме земја со многу сонце. И мислам дека особено во летниот период такви високи дози не се потребни да се земаат. Се разбира, не сум толку компетентен за оваа област да зборам. Колегите кои работат повеќе со таа клиничка биохемија и со овие работи можеби можат нешто повеќе да кажат, меѓутоа тој има корисно дејство, но јас не сум да се зима на своја рака, не сум да се употребува во дози кои се непрепорачани, бидејќи нема evidence based, значи немаат податоци дека со тоа некаков ќар предизвикуваме во организмот. Јас, да речеме, земав витамин Д, заболев од ковид. Тоа е нешто што не го спречи вирусот да ме нападне. Тоа е нешто што може да помогне веројатно да се справиме полесно, и тоа не верувам дека може да спречи било кој вирус. Да си остане вирусот, особено латентен, да остане доколку во организмот. Да пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. За вирусните инфекции на кожата денеска зборуваме со професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог во Аџибадем Систина. Професоре, кога еднаш ќе се инфицираме од вирусот херпес симплекс и се појави акутна инфекција, дали повторувачките инфекции секогаш се јавуваат на исто место и дали нивниот интензитет е секогаш ист? Вообичаено тие се јавуваат на исто место. Значи, ако се јавил, не знам, на устата, се јавува повторно на устата. Не се јавува никогаш на точно истата локализација. Обично знае да некојаш да има тоа мала, минимална разлика во местото на појавување, меѓутоа генерално местото на појавување е исто. Тоа е една од карактеристиките на рецидивите на херпес вирусната инфекција.
Интензитетот на симптомите може да варира, тоа не е секогаш ист. Интензитетот не може да кажеме дека секогаш идентично, тоа трае неколку дена или една недела и поминува. Зависи од имунолошката состојба на организмот, меѓутоа генерално типични се рецидиви и типично е што се повторува на истото место. Потребно ли е лекување доколку симптомите се благи? Ако се благи симптомите, може да се лекува со локална терапија, за побрзо да помине вирусот. Најдобро средство е ацикловирот, уште подобра е неговата комбинација со кортизон, така наречениот Зовиракс крем, кој понекогаш се наоѓа кај нас во аптеките, обично го купуваат од надвор, да кажам, луѓето што си имаат мака. Тоа е суверено најдобро средство за локална терапија на херпес симплекс, меѓутоа исто така може да се употребува и орален ацикловир. Орален ацикловир во доза помала од онаа што зборувавме со гледачката кој ни се јави, како ацикловир некаде во доза од 5 пати по 200 милиграми, тоа е нешто што можеме исто така да го користиме. А доколку се ова премногу често, особено ако е локализиран генитал, што прави голем дискомфорт во секојдневниот живот на луѓето, може да се употребува и долготрајно ацикловир. Да речеме, американците даваат и по 6 месеци континуирано ацикловир. Меѓутоа тоа само за оние луѓе со потешки форми, не што вашето прашање, за послабите форми само локална терапија. Таму кај што има потешки клинички форми кои почесто рецидивираат, кои прават поголем проблем, може да се оди со орална терапија. Кога ќе се појават симптомите, колку време би требало за да се повлечат? Тоа има природен процес на еволуција. Тие меурчиња треба да се засушат, на нивно место се формираат крусти кои отпаѓаат, тие лушпи кои се хеморагични, понекогаш се со примеси на крв на површината, со тек на време ќе отпаднат и потоа има една пигментација таму, која може да биде и хипопигментација, може да биде и хиперпигментација на тоа место, зависно каков е типот на кожата, за каков тип на кожа зборуваме, и каде се наоѓа и која е локализацијата, и со тек на време се епителизира таа спонтално, не остава лузни, бидејќи процесот е површно во епидермот и нема лузни на тоа место, затоа пациентите кои имаат херпес симплекс немаат лузни на местото кај што се појавува, имаат повремено некаков знак дека поминале низ херпес вирусна инфекција, и тоа има пациенти кои се предиспонирани, да кажеме, често пати почесто рецидивира кај луѓе кои имаат дијабет, да речеме, тоа прави потешко заздравуваат раните и така натаму, што е поврзано со основната болест која имаат. А како се шири, докторе, болеста? Дали лице кое што нема симптоми може да зарази некој друг? Да, тоа е обично примерната инфекција настанува рано, таа настанува во детството некаде, и тоа е, знаете како се во градинки, каде што има контакти помеѓу поголем број на деца. Тоа е инфекција која се пренесува со една инкубација која е неколку дена. Таа може да теоретски дојде до 12 дена, меѓутоа во суштина за 3, 4, 5 дена трае инкубацијата и се ова некој, да кажам, во форма не на оној херпес кој после тоа го гледаме, туку во поинаква форма, како еден фарингит, да речеме, една настинка или една инфекција на грлото низ која поминува некаде, од која всушност била вирусна, еден вирусен фарингит предизвикан од една инфекција на орофарингсот предизвикана од херпес вирусот. И тоа поминува за кратко време со минимални симптоми, детето малку настинато ќе го помине, не сме ни свесни што се случува, меѓутоа кај дел од луѓето подоцна во животот таа инфекција се активира и се јавува херпес обично на устната, лабиален херпес, кој потоа во текот на животот по време на потекнување на некој од овие провоцирачки фактори се појавува пак. А доколку е намален имунитетот, кај лицето се забележува пат на имунитетот, може ли вирусот херпес симплекс да предизвика некакви сериозни компликации? Вообичаено не. Значи вообичаено не, меѓутоа кај имуносупремирани особи може да предизвика компликации секој вирус. Значи познати се случаи кај пациенти, например со ХИВ, кај кои дури вируси кои генерално не предизвикуваат кај здрав човек некоја сериозна симптоматологија, може да направат и
компликации од типот на енцефалит и така натаму. Тоа е меѓутоа тоа е надвор од она што треба да го очекуваат, сега да не ги плашиме гледачите. Вообичаено тој не предизвикува сериозни компликации, има лесна клиничка форма. Тежината на клиничката форма е во честотата на повторување. Заради тоа што едно е ако ви се повторува еднаш на 2-3 години, а друго е ако се јавува на неколку месеци постојано на некаква дразба таа инфекција, тоа е нешто што им прави проблем. Упорно, непријатно. Непријатно е, прави проблем, ги отежнува во секојдневната комуникација, им прави дискомфорт во живеењето. И кај таквите случаи кај кои се јавува почесто, вреди да се размислува и за орална терапија. Се разбира не само ацикловирот, кај нас го нема, меѓутоа може да се дава Валтрекс, Валцикловир, може да се дава некои други антивирусни средства кои не се даваат во толку голем број на таблети, како што се дава, да речеме, ацикловирот, а има добар ефект. Така, професоре, лесно е да се диагностицира херпес симплекс? Мислам дека еднаш кога ќе видите, тоа може да го диагностицира и секој студент на медицина што ја поминал таа лекција. Мислам дека и оние пациенти кои еднаш имаат поминато низ херпес, самите се свесни во моментот кога дури не мора ни да се појави херпес вирусната инфекција. Оние парестези, оние продромални знаци, тоа пецкање што се јавува на местото на инфекцијата, понекогаш така со некои продромални симптоми кои знаат да ја пратат во вид на некоја малаксоз, лесна, дури некојаш и субфебрилно, знаат да бидат препознаени, трнење на местото на каде што обично се јавува херпес вирусната инфекција, тие веќе стануваат свесни, да, еве го почнува сега пак и веднаш и не чекаат да дојдат на доктор, бидејќи знаат и почнуваат да мачкаат ацикловир. Со тоа што сакаме, ова е нешто што можеби не го слушнале, а е добро да се каже, ацикловирот треба да се мачка на 2 часа. Не 2 пати по еднаш на ден или 3 пати по еднаш ден, на секој 2 часа. На секој 2 часа ацикловир се мачка. За да се спречи предпоставам размножувањето на вирусот. Локално ацикловир на секој 2 часа кај херпес симплекс, тоа е нешто што го препорачуваме. Се разбира, не во текот на ноќта сега кога спиеме, меѓутоа тогаш кога може на 2 часа е добре дојдено да се употребува. Ајде да проговориме и за вирусните брадавички кои што се мошне чести. На кои места на телото најчесто се јавуваат и кои вируси се одговорни за нивната појава? Има на различни места може да се јави, значи може да се јави на било кој дел од кожата, може да се јави на слузници, може да се јави на гениталните органи. Вообичаено, она што го среќаваме се 2 типа на вируси кои се најчести предизвикувачи, тоа се едниот е HPV, хуман папилома вирус, кој ги предизвикува овие папиломчиња по вратот што се јавуваат кај некои луѓе, или брадавиците на рацете кои се јавуваат кај многу луѓе, или на нозете. Често пати кај луѓе што доаѓаат во контакт со вода, со влага и така натаму, тоа е нешто што е предиспонирачки фактор. Така тие сакаат влагата, значи. Да, таа обично помага затоа што ја мацерира, ја оштетува кожата и на тој начин полесно се вгнездуваат внатре. И исто така еден од почестите вируси е молускум контагиозум вирусот. Тој е вирус кој обично се јавува и кај мали деца на било кој дел од телото и се поврзува веројатно со сувоста на кожата која нема доволна заштитна липидна материја, оној маслен филм на површината да ги одбрани од влезот на инфекцијата, па затоа се јавуваат, меѓутоа се јавува и подоцна во текот на животот, може како и HPV вирусот да биде сексуално пренослива инфекција, значи да се јави обично во пубичниот предел или перигенитално. За овој вирус е карактеристично тоа што не се повторува. Значи обично е еднаш, поминува лесно, за разлика од HPV инфекцијата, особено генитална, или така наречените кондиломи, кај кои тоа често знае да има рецидив, да се повторува, особено на самиот почеток на вирусот, додека слузницата не стекне локален имунитет спрема тој вирус, тогаш треба да се третира. Обично третирањето е со механичко отстранување на тие промени, даваме различни методи кои може тоа да го санираат. Кај деца, кај кои се јавуваат молуски, моја препорака е да не ги носат родителите да ги прскаат со течен азот, затоа што ниедно дете до 6 години 7 години нема да ви дозволи да го смрзнувате со минус 70, 10 секунди, нормално дека ќе плаче, ќе се нервира, ќе се бутка.
Има средства кои се со, да кажем, 10% калиум хидроксид кои може да ги со обично капнување да ги решат овие проблеми за 2 недели, да ги стопат овие брадавички кои деца знаат да се појават. Да се појавуваат. Па и не така ретко. Да, не е ретко, не е нешто што прилично често и молускум, особено па ХПВ вирусот е нешто што доста често го гледаме, тоа е ако вака можам да степенувам дури ХПВ прво па херпес вирусите, па молускум вирусот во некоја фреквенција на појавување бар во амбуланта, не зборам за некои прецизни епидемиолошки податоци. Доколку пациентот кој што има проблем со брадавици е соочен со некакви здравствени проблеми, како лоша циркулација, некакви воспаленија на кожата, предиспониран ли е да ги добие овие промени на вирусни на кожата, или пак е бременоста? Дали отвара терен за развој на брадавици? Отвара терен заради тоа што и бременоста, меѓутоа и некои други состојби. Јас ви спомнав една, дијабетот, меѓутоа не само дијабетот, атописката сува кожа. Зборам за локална некоја кожна состојба која овозможува полесно да се рашират. Вие спомнавте сосема на место, нарушена циркулација во одреден дел. Сето тоа се можности кои може да доведат до интензивирање на појавувањето на одредени израстоци на кожата, кои си наоѓаат свое место баш таму каде што е тој така наречен локус минорис резистенција или слаба точка, да кажем, или ахилова пета, кажем, вака повеќе илустративно. Така сето тоа се фаворизирачки фактори кои не може да се одминат. Спомна пациентката која се јави за вирусна инфекција дека користела изопринозин. Тоа е едно средство за подобрување на имунитетот, кое обично го препишуваат некои колегите, меѓутоа не можеме да кажеме дека ако земаме многу од овие средства за подобрување на имунитетот, дека тоа целосно ќе не спаси од можноста да рецидивираат или да се појават, меѓутоа ние сепак ги препишуваме како можност кај некои од пациентите кај кои тоа почесто се повторува. Професор, има многу народни лекови за отстранување на брадавички. Кора од банана да се прилепи, да се носи како облога и слично. Па има и некои фластери за домашна употреба, со оцетна киселина, млечна киселина, силицилна киселина. Ова дава ефект? Да, тие се дел од има народни лекови кои се користат, меѓутоа јас сепак би ги упатил на дерматолог и на оние медицински препарати кои ги има во аптеки. Речеме во аптеките има фластери кои се со салицилна киселина во одредена концентрација, но што е грешката што вообичаено се прави? Ги ставаат на лице, тоа не е за на лице, тоа е за на раце, за на стопала. Обично се или може да бидат во вид на масти, може да бидат во вид на фластери, но тоа е нешто што треба да се употребува сепак под некаква препорака на дерматолог. Има ефект, но ако не даде тоа резултат, треба да се дојде на доктор. Обично се користи смрзнување со азот, криотерапија, која е стара метода, ама одлична метода, со тоа што треба на пациентот да му кажете каде треба да се употреби, каде не треба да се употреби. Да му направите флеки на лицето од азотот или на вратот или на деколтека. Значи, не може на сите делови од телото да се примени. Теоретски може, ама може да направи проблеми. Сега, ако имате млад човек кој ќе носи тие флеки од криотерапијата 2 години после тоа на вратот или на деколтека жена, тоа е бесмислено. Тогаш треба да го патите дека подобро е некоја естетска процедура, ласер или радиобранова хирургија. Тие не оставаат? Не. Белези? Не, тие не оставаат белези и тие за брзо време го решаваат проблемот. Така, имам јас уште навистина многу прашања, а веќе немаме време. Ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта. Се надевам дека повторно ќе бидете тука во студиото кога ќе обработиме некоја друга тема поврзана со здравјето на кожата. Ви благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство да бидам ваш гост. Ни беше и наше задоволство. Предпоставувам дека и гледачите денеска не гледаа со внимание, добија навистина концизни совети и препораки од денешниот гостин, професор доктор Андреј Петров, специјалист по дерматовенерологија во Аџибадем Систина. Се гледаме секој работен ден во 13:45 на Телма. Пријатно!